Ние преминуваме на нешто што го нарекуваме контрапункт, а овде ја имаме всушност Александра Теменугова. Добро утро. Добро утро. Александра Теменугова заедно, односно само праша е платформата преку која што заедно со Истражувачката репортерска лабораторија неодамна правеше една реконструкција на настаните за онаа вечер кога со 30-40 милиони IP адреси беше нападнат ТајМК, беше срушен ТајМК, но и уште поважно веб-сајтот, веб-страната на Државната изборна комисија. Теменугова, во онаа реконструкција на двата напади, што име најзаедничко? Може ли да се извади еден таков заклучок? Тоа е нешто што ќе биде веројатно не ќе биде, туку веќе е нашата реалност во ова време кога со развојот на новите технологии, хибридни, така наречените хибридни војни или уште повеќе информацијски војни стапуваат на сила. И она што може само накратко да кажеме дека исто како и вие и ние повеќе новинарите чекаме одговор пред се од институциите кои што се надлежни за безбедносните протоколи на ваквата дигитална инфраструктура да дадат одговор што навистина се случи таа вечер. Ние заедно, како што и вие рековте во најавата, заедно со колегите од Истражувачката репортерска лабораторија, направивме една реконструкција, консултирајќи повеќе извори, и официјални, меѓутоа и луѓе кои што имаат познавање, експерти се во оваа област. И она што е познато веќе го соопштивме на нашите читатели на обете веб страници, тоа е дека имавме хакерски напад кој што многу веројатно, значи било многу веројатно, не можеме да го потврдиме, е добро организиран од некои сили или некои центри на моќ кои што подолго време го подготвувале ова. Да, ја го видов и оној твит, на соопштение на Игор Трајковски, првиот човек на ТајМК, кој што пишуваше дека за една ваква операција, ако не се лажам, негова беше изјавата, за една ваква операција потребно е, ако не тој пишува, барем твитерџиите кои што го знаат, ги знаат ваквите проблеми, ваквите прашања, дека за ваков напад потребни се многу пари. НАТО Алијансата во еден од своите извештаи пишуваше дека еден од поголемите предизвици со кои што ќе се соочуваме во иднина е тероризмот преку интернет. Тоа значи вклучување на оној дарк веб и слично. Во време кога падна веб страната на ДИК, нашите реакции, односно реакциите на јавноста беа насочени кон Државната изборна комисија како некомпетентна да го заштити својот систем, потоа се критикуваше и апликацијата нивна дека била направена за брзо време, меѓутоа не се отвори прашањето за тоа дека и после еве колку измина 5-6 дена ние се уште немаме одговор од каде потекнува нападот. Колку ова фрла сенка врз самите институции, колкава е нивната одговорност? Би рекла многу. Бидејќи од оваа ситуација можеме да извлечеме неколку поуки. Првата е дека Државната изборна комисија можеме да кажеме, бидејќи не се занимаваме и со комуникации, многу лошо реагираше во една ваква кризна ситуација. Тоа е дека не постапи според оние правила кои што важат за менаџирање на ваква ситуација. Односно, јавноста остана без потребните информации кои што на некој начин и покрај тоа што ја нема вистинската информација, барем ќе дадоа некои дополнителни информации со кои што ќе може да ја хранат јавноста дека ја држат ситуацијата под контрола. За жал, тоа не се случи. Тоа е едната работа. Втората работа, која што има малку поширок опсек, е што правеа тогаш, значи таа вечер, меѓутоа и претходно останатите органи кои што се занимаваат со
безбедноста, вклучувајќи го, особено овој период изборите нели се сметаат за едни од најсензитивните периоди кога постојат посебни безбедносни протоколи по кои што се вклучени повеќе органи за безбедност. Значи, тие се платени од државата, тоа го прават и очигледно е дека потврлија. Значи, како што рековте и вие, ние веќе име од четвртокот, денеска е вторник и после 5 дена се уште немаме одговор ниту од МВР, ниту од Агенцијата за разузнавање, ниту од Бирото за јавна безбедност, што откриле нивните служби. Во поглед на борбата со сајбертероризам, бидејќи можеби станува збор за сериозен сајбертероризам. Тоа пак ќе речем, значи ние можеме само да претпоставуваме, најбитно е да имаме официјална информација од органи кои што нели секојдневно си го работат тоа. И сега, како што реков, она што нам ни е потребно во овие моменти е од оваа ситуација да извлечеме некоја поука која што би можела да не насочи како да реагираме и во следни ситуации како минатата недела. Бидејќи хибридните војни, информацијските војни, сајбер пробивањето на сајбер протоколите на сајбер криминалот, можеме условно да кажеме, е нешто кое што е во подем, не е нешто што е ново, нели? Меѓутоа е во подем и толку е абсолвирано, така што условно кажано дури за ефтини пари може да се направи ваква сајбер субверзија. Така што да не заборавиме, нели, ние минатата година ни се случи, имавме една слична ситуација и не случајно владата само ги следеше практиките што веќе се наметна, како што вие рековте, големите сили, големите сојузи даваат се посилни тие препораки дека владите треба да вложуваат во да инвестираат во опрема, но и човечки ресурси за справување со вакви ситуации. Бидејќи тоа не е изминат. Навидум не работеше само веб страната на ДИК, меѓутоа ако се продлабочиме во проблемот и како има можност за обид за дестабилизација кога на самиот изборен ден, еден од најважните денови кога се руши веб страната на Државната изборна комисија. Сега, дали тие не знаеле да се заштитат, дали единиците за сајбер напади во МВР, како што рековте ви, Агенцијата за разузнавање и сите оние кои што може да дадат официјален некаков одговор, придонесува кон дестабилизација во однос на поимањето на самите резултати од страна на јавноста. Па ние веќе ги добивме официјалните резултати на потешкиот начин, за жал. Но се фрла така, се фрла сенка на... Апсолутно. Пак ќе речем, значи се уште ни фали одговорот што на вистина се случи. Значи една е работата на новинарите, меѓутоа друга е работата на оние органи кои што, нели, основна задача им е да ни ги кажат овие информации. Так. И колку повеќе се одолговлекува тој соопштувањето на одговорот, толку поголем е сомнежот дека нешто ни се случува во позадина. Или никој не знае да ја заврши својата работа, можеби. Теменугова, вие сте од Институтот за комуникацијски студии, ги следите, секако ја следите работата и на медиумите, како за крај на разговорот, како поука, што може да извлечеме од инволвираноста на нашите можеби онлайн медиуми и дел од новинарите кои што за време на предизборната кампања и за време на оној изборен молк нафрлува своји проекции, своји резултати од веќе од оние кои што гласа на првите 2 дена од 3-дневниот циклус избори. Ова ви е одлично прашање. Навистина оваа кампања во нијанса се разликуваше од претходните, на кои што бевме навикнати, нели, со различни изборни циклуси. Медиумите, за жал, во оваа улога беа
со исклучоци, значи билам со честни исклучоци, се покажа, особено онлайн порталите, се покажа како инструмент за политичка пропаганда. Тоа е едно од прашањата кои што и овие денови го доработуваме со колегите од Истражувачката репортерска лабораторија и буквално ќе докажеме нели како медиумите ја одигра ова условно да кажам балкана игра. Меѓутоа да не кажувам премногу детали, нели да си прочитаме во следниве денови. Така, ќе го следиме и тоа, ќе разговараме и за тоа ако имаме прилика со оглед на тоа што утрински брифинг кон крајот на овој месец ја завршува својата прва сезона. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вам.